Највисока регистрирана трансакција за 2016 година била за стамбена зграда со површина од 6397 метри квадратни во општина Сопиште, која што во јуни лани е продадена за околу 1.700.000 евра. Најмалата цена достигната за продажба на стан е евидентирана во септември во Штип, каде стан од 72 метри квадратни е продаден за 2.000 евра. Според податоците што ги објави денеска катастарот, највисоката регистрирана купопродажба лани била трансакција во износ од 4.130.000 евра, со деловен простор со површина од 7.611 квадратни метри, во реонот на универзална сала во општина Центар. Како што информира директорот на катастарот Славче Трпески, во 2016 година се регистрирани 16.667 продажби на недвижности, со вкупен промет од околу 30 милиарди денари. Околу 150 милиони денари пак изнесува прометот од регистрираните 8.201 закупнина. Просечната годишна цена за стан од 73 метри квадратни на ниво на Македонија изнесува околу 2.600.000 денари. Доколку ги разгледаме годишните просечни цени на метар квадратен стамбен простор по општини, тогаш во општина Центар добиваме просечна годишна цена од 56.822 денари, во општина Аеродром 51.263 денари, во општина Карпош 54.396 денари, во општина Ѓорче Петров 42.035 денари, во општина Чаир 27.551 денар и во општина Кисела Вода 48.138 денари. Во Битола е регистрирана просечна годишна цена за метар квадратен од 29.892 денари, во Куманово 27.545 денари, во Тетово 26.775 денари и во Охрид 45.955 денари. Извештајот на регистарот на цени за купнини покажува раст од 0,61% на бројот на станови под хипотека. На ниво на цела држава од вкупно регистрираните станови 9,89% се наоѓаат под хипотека. Понудата на станови на пазарот ја задоволуваат побарувачката на станови и во моментот имаме доволно залиха на ново изградени станови. Што се однесува до цените на пазарот на недвижности, истите се стабилни, со благ пад во некои општини, како реакција на намалената побарувачка на пазарот на недвижности. Анализата на катастарот покажува раст од 120 станови во градба, во четвртиот во однос на третиот квартал минатата година, додека продадени се 362 новоградби за 284 помалку споредбено со третиот квартал. Трпески посочи дека цената на становите е стабилна и дека во моментов има доволна залиха на ново изградени станови и дека се очекува зголемена градежна активност во наредниот период.